Почитувани, очекувањата и свесно креираниот оптимизам на Никола Груевски ВМРО ДПМН после пресудата во Хаг полека како да паѓаат во вода. За жал, наместо подобра позиција, креаторите на дворешната политика во Република Македонија покажуваат дека немаа стратегија и затоа повторно влегуваме во погубни сценарија. После Министерскиот совет, наместо поблиску, Македонија е подалеко од ЕУ и од НАТО. Ако се погледнат заклучоците за Македонија, можеме да констатираме само поразителни факти. Единствено што ни беше порачено дека пресудата на Меѓународниот суд на правдата е шанса да се интензивираат преговорите за решавање на спорот со Грција. Во заклучоците на Министерскиот совет на ЕУ, Македонија беше игнорирана и оставена за можна дискусија на следното председателство до година. Каква е меѓународната позиција на Македонија говори фактот што воопшто не се најавме на маса на Европскиот самит. Македонија за прв пат не беше ниту спомната, за разлика од Србија и Црна Гора, кои беа предмет на дебата и за кои беше констатиран напредок. Почитувани граѓани, Хрватска станува членка на ЕУ, Црна Гора и Србија одат напред, Македонија останува во друштво на Босна и Херцеговина и Косово. Македонија од регионален лидер во ЕУ, интеграциите падна на дното. Истата приказна се повторува и со НАТО. Порано за Македонија се носеа посебни заклучоци, како водечка членка од Јадранската група. Сега во заклучоците само се споменуваме како земја аспирант, заедно со Црна Гора, Босна и Херцеговина и Грузија. Се е кажано додека другите силно газат, ние не само што стоиме во место, туку и назадуваме. Нашите позиции стануваат се полоши и полоши од ден на ден. Власта е потполно свесна за тоа и затоа постојано премолчува дека за Македонија името не е единствениот проблем, туку дека сериозно назадуваме и во демократските и во реформските процеси. Кога тоа ќе окаже опозицијата, прогласувани сме за предавници. Кога тоа ќе окажат меѓународните представници, како Штефан Фуле неодамна, тие се прогласувани безмалку за непријатели на Република Македонија. Почитувани, не може секогаш други да бидат виновни за политиките во чијшто домен е само владата на Република Македонија. Виновник за ваквата ситуација е владачката партија ВМРО ДПМН, која глуми патриотизам само за домашна употреба, која ги изгуби сите наши пријатели во светот и која речиси целосно го партизираше дипломатскиот кадар во Република Македонија. Благодарам. Поведете прашање евентуално. Ако се сеќавате, ние бевме многу внимателни и околу пресудата во Хаг, која што поздравивме, имајќи во предвид дека тоа е победа морална за Македонија, бевме внимателни да видиме како ќе се одвива ситуацијата. Очигледно дека освен овие по мене безсмислени роуд шоа кои што не носат никаков ефект за Македонија, ние не видовме сериозен план, сериозна стратегија на владата на Република Македонија да каже како ние ќе напредуваме во евро и особено НАТО интеграциите кои што ни предстојат за неколку месеци. Дај Боже владата да има некаква стратегија што ќе ја соопшти, ние за таа ќе размислиме и ако е добро ќе поздравиме. Како коментирате процесот во Франција? Тоа само гранично функционира на Ние многу често го коментираме процесот на лустрација. Се плашам дека веќе и самите коментари се безсмислени. Комисијата за верификација на факти стана, тоест одредени членови од комисијата стана безпримерна филијала на владачката партија, кои што по налог на некакви налогодавци, кои што можеме да препоставуваме кои се, по мене на нечовечки начин се игра со судбина на луѓето. И затоа ние се повеќе ја сметаме таа институција за нерелевантна. Благодарам.